Аргумент плюс денеска за состојбите во надворешната политика, преку состојбите на Блискиот Исток, денеска имаме нов развој, но и веќе очекуваните избори во Унгарија и што тоа ќе значи за нас. Го вклучувам Емил Киријас, поранешен државен секретар во МНР, човек кој добро ги познава надворешно политичките состојби. Добро вечер, односно веќе добар ден, кај нас е веќе ден. Да, здраво, Анита, благодарам за поканата во студиото на Аргумент Плюс. Благодарам и што ја прифативте. Разговорот го реализираме додека имате пауза од работните обврски. Во дневникот напишав светот може да здивне барем 2 недели. Веќе и официјално нели го имаме оној прекин, привремено примирје на војните дејства во Иран, помеѓу САД и Иран, она што е важно, двете страни официјално тоа го потврдија. Се лицитираше дека оваа криза ќе заврши за 4, за 6 недели. Некако се надеваме дека и се гледа крајот, а мислам дека веќе в петок се закажани преговори во Исламабад. Први преговори за некој следен траен мир. Па дали светот може навистина да здивне, ќе дознаеме наскоро. Она што е јасно е дека оваа криза не може да има воено решение, односно дека и Соединетите Американски држави и Иран сватија дека понатамошниот конфликт ќе предизвика само уште повеќе страдање не само за нивните народи, туку воопшто за целиот свет, за целото човештво. Сиромаштијата која што се повеќе чука на врата со зголемените цени на нафтените деривати и нарушените ланци на достава на производи, вклучително изголемувањето на цените на храната секаде во светот, беа навистина аларм кој што сите треба да не загрижи. Добро, Киријас, вака сега во оваа крупна слика, мислам дека како беше 11 март, сабота некако мислам така беше првиот напад што се случи и почетокот на конфликтот. Ќе ги прокоментираме и реакциите денешни. Кој е победник и што беше поентата на овие неколку дневни воени дејства на кои што сведочевме, а последиците од сето тоа ќе ги трпиме и светот ќе ги трпи уште малку догледно време, во некое догледно време. Која беше поентата? Кој излезе победник, кој излезе губитник од оваа серија на воен конфликт? Епизода, да кажа. И јас мислам дека најдобро би било да ја оставиме приказната за победници и за поразени, затоа што во овој конфликт се виде дека тешко дека може да се направи вистински наратив, неутрален наратив, дека некој победил. Она што беше повеќе очигледно неколку месеци дека Соединетите Американски држави трупа невидена воена сила во Блискиот Исток, односно во заливот, и пренесувањето на своите воени сили во тој регион укажуваше дека тие се подготвени да направат воена акција која што ќе се обиде да му наметне на Иран промена на политиката која што ја водеше во регионот и во светот во последните неколку децени. Тоа впрочем го кажа и председателот Трамп. Минатите недели видовме дека војната во Блискиот Исток никогаш, нити во историјата, нити во денешнината не може да биде локална војна. Таа предизвикува последици во целиот свет, во целото човештво. Реакцијата на берзите, порастот на цената на нафтата, нарушувањето на пазарите, предупредувањата кои што дојда од сите светски економски лидери, вклучувајќи и председателката на Европската централна банка за многу тешки економски денови пред нас, доколку не сопре војната, односно војниот конфликт, беа навистина повеќе од црвен аларм. И се надевам дека оваа најава за примирие која ќе се претвори во траен прекин на огнот, да не очекуваме, да не се лажеме дека тоа ќе значи дека веднаш дека ценовните шокови ќе се намалат, пазарите се нарушени. Голем дел од нафтените постројки во регионот се нападнати, треба да се обноват, пазарот треба да се обнови, ќе бидат потребни месеци за да се стабилизира и за да се вратиме повторно на она ниво на кое што бевме на почетокот на март оваа година. Премиерот на нашата земја, ова е важно за македонските граѓани, кажа дека Македонија дневно губи по 1 милион. Тоа се
огромни пари од нашиот буџет. Тоа нема да прекине веднаш, ке трае уште едно 5-6 месеци, тоа се огромни загубени средства кои што ќе ги осиромашат граѓаните во секој случај, затоа што некој тие пари ќе мора да ги надокнади. Малку ќе се задржам на политичкиот дел. Ти во почетокот на одговорот на ова второ мое прашање, во вториот одговор велиш да не зборуваме за победници и губитници во оваа приказна, иако е, например, денеска Обединетите Арапски Емирати велат ние сме победници и покажавме колку силен имуновоен систем имаме за вакви кризи, но моето прашање е дали е постигната политичката цел. Бидејќи, еве да подсетиме, до последно претседателот на САД Трамп велеше ќе биде соборен, ако треба Иран срамнет со земја, режимот таму ќе биде соборен. Дали сведочиме дека ќе има политичка промена која беше алиби и причина за почетокот на оваа војна, на овој воен конфликт? Знаеш, Анета, и јас би сакал да имам веднаш магичен одговор на ова прашање, како што и секој во светот би сакал да знае што може да се случи. Кога војните се случуваат и кога тие завршуваат, не мора веднаш да ги видите последиците кои што ќе настанат. Има повеќе последици кои што ќе настанат од овој воен конфликт. Прво, декапитацијата на иранскиот режим е факт. Односно, како ќе се постави новиот ирански режим, односно синот на починатиот, убиениот, екзекутираниот ајатолах. Дали тоа ќе зацврсти моќта на терористичкиот, кој што некој го нарекуваат, други го нарекуваат авторитарниот, во секој случај бруталниот крвнички режим во Иран дали ќе биде променет, останува да се видиме. Најголемиот дел од аналитичарите предпоставуваат дека напротив може уште повеќе да се засили, односно да се чувствува дека режимот како таков е пред предизвик да биде соборен, да биде срушен од страна, односно од надвор, ќе ги збие редовите и ќе биде уште покрволочен. Но меѓутоа имаме други истории во историјата дека после вакви војни следува и народно востание кое што води до промена. А рано е да се каже, она што мене ми е загрижувачки факт е агресивноста, тонот и начинот на однесување на Белата куќа, на кој што нема човек кој што во светот не остана равнодушен. Таква реторика да доаѓа од земјата која што до неодамна беше главен инспиратор на демократските, слободарските процеси во светот, нема да остане без последици. И тоа е она што ме грижи мене како македонец, ме грижи како европеец. Едноставно не можам да го замислам светот во кој што комуницираме еден со друг со таков речник кој што е полн со вулгарности, безобразности и недолично однесување. Да, официјално Скопје, само да подсетам, уште истиот ден, можеби веќе доследниот, веднаш официјално даде став дека во целост ја поддржува и се придружува кон политиката, например, кон САД, за разлика од Санчес, например, денеска Шпанија вели нема да аплодираме на некој што извршил агресија. Сакам да кажам дека овие потези за кои говорите и начинот на кој се направија потезите и одлуките персонални, еве да кажам, на Трамп, дури надвори од оние протоколи во рамки на евроатлантскијата организација НАТО, го поларизира светот, ги поларизира и европските водечки држави. Не остана имуни на таа нарација, иако таа се менуваше од ден во ден со различни тонови, со различни цели, но Европа не остана имуна. Да ги констатираме работите. Не постои ниту една влада во Европа, освен Орбан, која што апсолутно застана без да размислува во поддршка на тоа што го направи САД во Иран. Тоа го направи македонската влада и по она што можам да го читам и од анкети и од воопшто од размислувањето на граѓаните, го направи без да го има поддршката на јавното мислење во Македонија. Тоа е број 1. Број 2, не може да се направи, ако некој сака да направи паралела за војна, за поддршката на Македонија која што ја дава на Украина, која што се брани од руска агресија, со еден руски наратив за непостоење на украинска нација, непостоење на украински јазик, непостоење на украинска историја, нешто што ни е нас многу добро познато како македонци, и отаму се срдната едногласна македонска поддршка за украинската одбрана.
таква паралела во Македонија со Иран во никој случај не може да се направи и покрај малициозноста на бруталниот крволочен режим во Иран. И трета работа, ако Македонија навистина се гледа себе си како европска земја, треба да биде многу покоординирана со Брисел и европските престолнини отколку со Вашингтон. Факт е дека вчера во Вашингтон отпатува пола македонска влада, сите министри кои што се важни за иднината и безбедноста на државата, внатрешни работи, одбрана, надворешни работи, енергетика, администрација се во Вашингтон. За разлика од грчкиот премиер, бугарските лидери, па дури и Орбан, кои што имаат директен пристап до Трамп во Белата куќа, нашата делегација со нашиот стратешки партнер и покрај оваквото, да кажам, понизно однесување кон САД, не беше примена дури ни од државниот секретар Рубио, тука беше примена од заменик државниот секретар. Сега, Киријас, јас ќе ви опонирам на ова со официјален дел од соопштение на власта на представниците што беа во Вашингтон. Тој стратешки диалог заврши. Еве внимателно со поента читам. Северна Македонија е првата европска држава која успеала да реализира сесија од стратешкиот диалог со актуелната американска администрација. Значи, прва европска држава, опозит на ова што вие го велите дека другите држави на друго ниво, Македонија е единствена европска држава која успеала да обезбеди сесија за стратешки диалог. Сесија за стратешки диалог во која што нема да дојдете ни до државниот секретар за надворешни работи на Соединетите Американски држави, кој воедно ја извршува и функцијата советник за национална безбедност, да не можете ни да помислите да дојдете до председателот Трамп, не е ништо повеќе отколку, ајде да бидеме фини, мисловна именка за тоа како македонската влада самата себе си се гледа. Другите европски лидери кога патуваат во Вашингтон имаат многу пошироко отворени врати, директно, кај највисоките челници во Вашингтон, за разлика од тоа што ние го имавме со половина македонска влада таму. Тоа не го говорам јас, тоа не го говори моите размислувања, тоа го говорат фактите. Да, но еве да надополнам оваа информација, околу престојот на нашите, мислам, 5 министри беа како дел од делегацијата во Вашингтон. Информации дека се подпишани меморандуми за соработка од област на дигитализација, гасификација, енергетика, мислам нешто и околу МВР имаше финансиска подршка и логистика за реформи во полицијата и така натаму. Можеме да ги сметаме овие, нели, важни делови од нашето општествено економско живење кои ќе добијат подршка од САД. Но прашувам, Киријас, дали премногу очекувавме кога Македонија влезе во оваа приказна стратешко партнерство со САД? Нарацијата на почетокот на мандатот на оваа влада беше дека ни се оправдани очекувањата дека Вашингтон ќе ни помогне во надминување на проблемот што го имаме со Бугарија. И сега... Да се разбереме, јас сакам Анета Македонија да биде успешна. И сакам дека секое патување на македонски министер или било кој представник ќе биде успешно и ќе донесе добри вести пред се за македонските граѓани како да имаат подобар живот и да можат крај со крај да сврзат. Нив не ги интересира никој со кого каков меморандум подпишал, никој со кого се видел, сака да знаат што има добро за нив. 3,5 милиона беа објавени како поддршка за Министерството за внатрешни работи, но тоа е многу малку во споредба со 1,3 милиарди евра. Значи 3,5 милиони споредено со 1,3 милиарди евра, односот е, нели, 1 према многу повеќе, да не бидам ни математичар, рекон сум инженер, грантови, Европската унија многу повеќе дава пари на Македонија, отколку што ни даваат стратешките партнери од САД. Секоја поддршка е добре дојдена, во секој случај. Меѓутоа, Македонија не беше иземена, например, од тарифите кои што ги воведе САД, председателот на САД кон светот. Останавме на исто ниво како и останатите европски земји. Македонија не беше, да кажам, поставена како земја, еве не објавија дека ќе има визно укинување, дека Македонија ќе биде ставена на виза waiver листата или дека се работи на тоа. Американците не го објавија тоа. Постои за
најголемиот дел европски земји постои за нашите соседи, нели? Немаше нешто што Македонија ќе ја постави, ќе ја направи на вистина во очите на САД, со зборови на САД, нешто што е посебно. И би сакал таква да биде иднината, меѓутоа гледаме дека од Вашингтон такви реакции не добиваме. Ние можеме да публикуваме колку сакаме PR соопштенија, да кажуваме приказни од наша страна, меѓутоа она што го кажува САД исто така треба да ни биде водилка во тоа што е реалноста во светот. Македонија од страна на САД нема посебен третман. Да, уште едно прашање околу овој дел. Ние од нашите власти изминатиот период, нели кога почна тие царински трговски војни, Македонија дури во некоја група со земји, слонова коска и така натаму беа според стапките и ризикот соодветно на тој царински стапки, но домашните власти упорно ни велеа, и добро е тоа, нели, за да се одржуваме во кондиција и сепак да не се откажуваме од битката, дека наскоро ќе имаме добри вести кога зборуваме за стратешките релации со Соединетите Американски држави. Па ние новинарите овде ли цитиравме, нели, договор за двојно одоначување, ослободување или можеби визна либерализација поголема, напротив, нели се случи дури една ситуација каде што ни се воведоа или се заострија условите за визи, добивање на визи во Америка. Моето прашање е, Киријас, дали очекувавме дека позицијата лидерска на Америка на Вашингтон во светот ќе ни помогне како на пријателска земја малку да ги деблокираме евроинтеграциите и таа релација со Бугарија, односно такви беа кажувањата, такви беа најавите, така се подгреваа очекувањата, но до овој момент тоа очекувано лобирање, вклучување на САД, па макар било и позадинско, не можеме да го видиме или прочитаме. Не е само да се водиме од народната гладна кокошка прососонова, па да се обидуваме да чукаме на врата и да одиме таму каде што треба и каде што не треба. Треба да се биде многу внимателен и треба да се направи анализа на чекорите кои што се водат. Еве ќе ви направам уште една паралела што е тоа што се кажува во јавноста, а што се фактите. Во јавноста цело време се говори дека Орбан е најголемиот пријател на Македонија, дека ние сме врзани со Орбан, односно сегашната влада. Значи тука има некоја огромна врска, менторска ли е, од друг карактер, не знам. Тоа што нашиот председател на владата секој 6 месеци оди во Будимпешта, за разлика од Брисел, или за разлика од кај нашите браќа од Словенија, од Хрватска, кои се во Европската унија. Еве, например, што доби Македонија од Унгарија за време на унгарското председателство на Европската унија? Ништо. Значи, нити се помрдна македонските интеграции кои што на нас ни се најважни, затоа што во услови на криза ги заштитуваат македонските граѓани, затоа што Македонија од кохезионите фондови би добила грантови, а не кредити кои што ќе ги враќаат идните генерации. Ки им отвори на македонците да не патуваат не само со ЕТА, ЕСТА, не знам што треба, какви документи, туку ќе им отдаде на нашите камионџи да возат слободно, затоа што ќе бидат дел од европскиот пазар. И така натаму, и така натаму. Европската унија нас ни е насушно потребна. Унгарија не само што не направи ништо, туку во првиот момент кога на Унгарија и беше потребна Бугарија за да го добие рускиот газ, Орбан заборави дека Македонија постои. Толку беше близко македонско-унгарското пријателство. Со кој потек го заборави тоа? Покажа дека го заборави тоа Орбан. Нели отиде раде во Будимпешта и наеднаш Унгарија воопшто не превзема никаков чекор за да ги заштити македонските интереси. Еве како што на пример Орбан става вето за Украина, односно украинските преговори, под истиот изговор не е добро третирано унгарското малцинство во Украина, како што Бугарија го прави со Македонија. Можеш Орбан да каже, ако толку многу не беше нас близок, ако толку сакаше да ја потврди нашата врска со нашата влада, со ВМРО ДПМН, со македонскиот народ, еве, нека биде и така кажано, можеше да стави вето на бугарскиот влез во Шенген? Можеше да стави вето на други политики на Европската унија и да ги услови со македонскиот напредок во европските интеграции? Можеше. Од Унгарија не добивме ништо такво. Така да би сакал, стварно би сакал да имаме нека корист од тоа другарување со Орбан многу поголемо отколку со
со србите или со хрватите или со словенците, тоа статистиката ќе ви го каже дека е така, би сакал да имаме некаков бенефит од тоа што нашиот председател на влада учествува во изборна кампања на Орбан заедно со Лепен од Франција, Лалега од Италија, австриските екстремни десничари кои што велат нема да дозволат проширување на Европската унија, Западниот Балкан не припаѓа на ЕУ. Значи, вие поддржувате некој кој што има поддршка од оние кои што не ве сакаат во Европскиот дом. Значи, не е само да го читате она што ќе ви се испрати како соопштение, треба да го проанализирате. И знаеш што е убава Анета во денешно време? Не мора Емил да ви го каже ова. Секој граѓанин може да отиде да ги стави фактиве, вештачката интелигенција ќе му ги даде бројките и ќе види дека ова се факти, а не раскажана приказна. Кирија, сега јас, вие сте поранешен политичар и некогаш се ги дозираме работите што сакаме да ги кажеме, одземаме, додаваме, но важно е дали тоа е кажано, што е кажано е вистинито. Еве да надополнам, како дел од кампањата на Орбан, имаше информација дека и Трамп се вклучил, а во Будимпешта за нескриена поддршка на Америка кон Унгарија, не кон Унгарија, кон актуелниот лидер Орбан, даде и J.D. Венс замина во J.D. Венс. Но ајде да ги прочитаме исто и извештаите кои што ги дава меродавниот институт за избори и за човекови права при ОПСЕ, за тоа какви се изборите во Унгарија и да видиме што кажува за анализата за што се случува таму. Во моментот во Унгарија опозицијата води на сите анкети 10%. Меѓутоа изборниот закон е направен таков за да се направат границите на изборните места во секој случај да победи Орбан. И може да се случи многу лесно сега да имаме победа на опозицијата, а партијата Фидеш да остане на власт. Оние работи кои што ги гледам околу например спроведување препораките на ОДИР ОПСЕ за Македонија, за македонските избори, каде што се вели дека македонските изборни граници треба да бидат направени од независно тело кое што ќе осигура дека секој глас на македонскиот граѓанин е подеднакво важен, баш тоа не е прифатено. Односно се ми мириса нешто како на Будимпешта и како на Орбан. Околу влијанието на финансиските институции, односно влијанието на банките. Доаѓа унгарски кредит во Македонија, парите не се целосно распоредени за проекти, останати се пари во банките, а не се прифаќа предлогот на ОПСЕ ОДИР да не може да се даваат пари на партиите од банките после изборите. Нешто ми е тука, ми делува како да не е тоа што македонските граѓани да го очекуваат да живеат во земја која што ќе биде слободна и каде што буџетот ќе оди за нив, а не за олигарсите, односно за луѓе блиски до тие што се на власта. Околу избориве во Унгарија, веќе влеговме во темата, 12 април се изборите, сите анализи покажуваат нели предност на опозицијата за околу 10%, но се упатува на тој ризик од сегашниот легален тој изборен модел кој и покрај математичката победа на опозицијата и предност може да донесе математички победа и да остане на власт актуелниот Орбан. Но проценките се дека во последните 20 години, 2 децении, ова се најнеизвестните избори на кои излегуваат унгарците да гласаат. Па дури, се случи пријавен инцидент за кој што дел од аналитичари и опозиција обвинија дека е само фингиран, има предизборен контекст да се набилда рейтингот на Орбан кој што е во пат, тоа е нели онаа саботажа, најден експлозив на српската траса од овој турски тек на границата со Унгарија. Ако дојде хипотетички до промена на силите во Унгарија, ќе има ли тоа некоја рефлексија врз Македонија? Спомнати дека Орбан важи, барем така и на пресовите, се декларира дека е близок пријател на Македонија, да не заборавиме, таму имаме поранешен премиер кој доби политички азил, да не заборавиме Унгарија ни даде 1 милиарда поволен кредит, барем така се дефинираше од властите, тоа се 2 евроврзници од по 500 милиони евра, тоа се многу пари за нашиот буџет од 6 милиарди евра, 1 милиарда заем, тоа е сериозно голема сума. Сега
Тоа е огромна сума. Огромна сума за нашиот стандард, говорам, за нашите прилики. Да, кој што ние ќе треба македонските граѓани ќе треба да го враќаат нивните деца, внуците на тие кои што живеат по Македонија. Значи, ајде да видиме кој е Орбан во моментот. Орбан е политичар кој што е изолиран во Европа. Фактите, повторно, многу сакам факти и математика. Фактите покажуваат дека Унгарија во изминативе години изгуби 22 милијарди евра од Европската Унија. Само од почетокот на оваа година Унгарија изгуби милијарда евра од ЕУ пари кои што не може да ги поврати, не може да ги добие назад. Односно, тоа се пропаднати пари. Една Унгарија која што е дел од поранешната Австро-Унгарска империја, дури во комунизмот Унгарија важеше за понапредна земја, денес има највисоки цени на храна во Европската Унија и животниот стандард, односно куповната моќ на унгариците е падната под куповната моќ на Романија. Ви се верува? Значи, тоа ли е моделот кон кој што ние се стремиме, кој што ние го поддржуваме и кој што ние сакаме да го имплементираме и да го копираме? Во Унгарија направен изборниот закон така да им одговара на властите, направен е законот за финансирање на партиите така да самиот ОПСЕ го кажува тоа, односно земите членки кои што се во ОПСЕ, тука не се само европските земи, тука влегува и Казахстан и Киргизстан, сите прават заедничка анализа, вела дека системот на финансирање е олигархиски таков кој што го поддржува властите, односно прави спојување на власта со партијата. Она што македонците не го сакаат. Не сакаат, македонците сакаат да имаат слободен систем каде што парите ќе остануваат во нивниот джеп, а нема да одат кај пријателите на тој што е на власт. Нели така? Значи, има систем кој што апсолутно не е референца кон која што ние сакаме да се стремиме или кон која што говориме дека сакаме, односно сакаме Европска Унија, сакаме животен стандард како Луксембург, како Германија, правда како во Холандија, правда како Шведска. Тоа се очекувањата во Македонија. Затоа е толку висок процентот на македонци кои што сакаат членство во Европската Унија. Сакаат казнивост, ако има работа која што е надвор од законот, функционирање на системот на институциите и сакаат да бидат богати како што се тие од Западна Европа. Унгарија тоа не го возможува во моментов. И ако се случи сега да има популарна победа, односно мнозинството од гласови да одат на контото на опозицијата, а заради изборниот модел Орбан да има математичка предност со собранието, тоа може да предизвика широк бран на незадоволство во Унгарија. Какви ќе бидат реперкусиите во Македонија се прилично големи. Ако нашата власт во изминативе години инвестира најмногу во врските со Унгарија, тоа сигурно ќе има и реперкусии за тоа како европските партнери ја гледаат Македонија. Тие гледаат каде има најмногу средби. Има во Будимпешта, не се во Мадрид, не се во Париз, не се во Хаг, не се во Стокхолм, не се во Берлин. Така да ќе има сигурно и последици за Македонија. Да, но нема ништо нелегитимно во тоа што еве споменавме и нашиот премиер бил неколку пати во Будимпешта, тоа е сестринска партија и за време на изборите од дешните партии, и од опозицијата и од власта добија логистика и поддршка од лидерите на сестринските партии во Европа за време на изборната кампања, нема ништо спорно, нема ништо нелегално или како нема ништо спорно, како нема ништо спорно. Значи, нашиот председател на владата оди во посета официјална на Унгарија за време на изборна кампања. Па добро, ние имавме киријаси европски лидери кои доаѓаа овде за време на изборен процес во Македонија да дадат поддршка на некоја претходна влада. Сведочевме ние и на такви ситуации овде. Значи, имало партиска поддршка, немало посета државна, немало официјална посета на премиер наш да се сретне со премиер од друга земја која што ќе доде да ја поддржи владеачката партија. Значи, такво нешто во дипломатијата е многу невообичаено. Број 1. Број 2. Кој отиде да го поддржи Орбан во овие 30 дена? Па не отиде никој кој што се залага за проширување на Европската Унија. Не отиде никој кој што говори дека Западниот Балкан припаѓа на Европската Унија. Не отиде никој кој што добронамерно гледа како Македонија. Сакате да ми кажете дека Ле Пен ја поддржува Македонија да стане членка во Европската Унија?
или екстремната десница во Австрија или екстремната десница во Италија. Напротив, тие велат затварање на европските врати за проширување, кратење на средствата за помош на другите понеразвиени држави, односно прават се што не ни одговара на нас. Значи, ние се залетуваме и даваме поддршка на една таква владеачка гарнитура да остане на власт која што има такви пријатели. Мислам дека секој во Македонија може сам да донесе заклучок дали е тоа добро за неа или за него, или од тоа ќе има само зијан. Емил Киријас, 30 на минути разговараме. Позицијата на Македонија преку што велиме, барем ова дводневно затишје на војните дејства на Блискиот Исток, преку изборите во Унгарија и секако преку економската криза и последиците од војниот конфликт. Ти благодарам за овој придонес, како што велиш и во политиката некогаш и политиката остава простор за нарација со факти и со конкретни изјави, за разлика од економијата, нели? Апсолутно, и има моќта и уметноста на дипломатијата не е само со кого и како ќе разговарате, туку и каква стратегија ќе направите. Ние си го знаеме дома, секој во нашето семејство си прави за стратегија за тоа како ќе живее, со кого ќе комуницира, со кого ќе работи, и знаеме самите од дома колку треба со мудрост и ум да се постапува во животот, така треба да се постапува и со државата. И од срце посакувам дека тоа што се прави ќе биде за добро, меѓутоа како што реков, некои факти укажуваат дека тенденциите не се баш такви. Емил Киријас, благодарам уште еднашка за овие 30 на минути и кусур разговор. Благодарам, Анета, се најубаво. Да, тоа беше Емил Киријас, надвор од Македонија, живее работи, затоа беше вклучувањето преку Вибер. Почитувани, тука завршува Аргумент Плюс, пријатно од мене.